За мене има само еден показател дека нешто е било во општина Битола. А тоа е кога нашите дискусиите од опозицијата буквално година во година се дежавува. Ние нон-стоп истото не збораме. Ева за посредуванијата. Земете 2011, 12, 13, се исто. Зошто е тоа? Тоа е само показател дека проблемите не се решаваат. Или пак дека ние зборуваме неистина. А бидејќи зборуваме и нашите дискусии се подкрепени со бројки, значи дека важи проблем. Сега, мене ми е јасно дека власт има инако мислење, па така од ова говорница беше кажано дека не може да се гледа само образованието, само од аспект на финансиските показатели, дека тоа е комплексна променлива материја. И дека не треба да вртиме тезата, бесплатниот превоз за сите ученици, и оваа власт им го овозможува тоа на ученици. Со тоа не дозволуваме во 21 век младите луѓе да останат без оформено образование. Која е цената за така нареченото бесплатно образование, кој според мен е само привид и празна флоскула? Дали навистина бесплатното образование или во случајот бесплатниот превоз е бесплатен? Исто така од страна на власта од ова говорница беше кажано дека изминатите години општина Битола издвои од собствениот буџет стотици илјади евра дополнителни средства како додаток на компензациите за да им помогне училиштата во блокирање нивните сметки, односно во плаќање на достанатите долгови. Јас мислам дека таа сума не е чудно да надминува и милион евра, тој што општината Битола издвоила во изминатите неколку години за да им помогне училиштата. Сега се поставува прашањето, од каде се средствата? Јас ќе ви кажам. Средствата во најголем дел, се од продажба на градежното земјиште во поранешната касарна и платените комунари во поранешната касарна. Ако добро се сеќавате, во предметните години од таа локација, односно тие локации беа собрани запрека 2 милиони евра. Од кои 2,3 милиони евра беа потрошени во жабени, цизирата на инфраструктура, а 2,9 милиони евра никој абсолютно не сакаше да каже каде отидоа. Добар дел, колеги, отидоа за покривање на долговите во училишта. И се поставува прашањето што понатаму. Што ќе правиме со поранешната касарна? Одговор на тоа прашање овој совет даде пред седмици или две, кога го усвоихме кредитот од 2,5 милиони евра, кој што општина Битола треба да го земе и ќе го земе од Светска банка. Значи, кога ќе го затвориме кругот, доаѓаме до следниот заклучок. Бесплатниот превоз општина Битола ќе го плаќа со кредитот Светска банка. Тој кредит ќе го враќаме ние, ќе го враќаат истите тие деца на кои што денес навално им овозможуваме бесплатен превоз. Тоа е тоа бесплатно образование? Тоа е тоа што ние им оставаме нивните генерации. Долгови за услуга која што сме ми ја продавале дека била бесплатна. А не. Ако имате аргументи, слободно демонтирајте. Понатаму. Често се експонира и експлоатира изреката, налагате се кратки носене, некогаш со права, некогаш не. Ама почитувани за нашиот градоначалник Талевски, ова изрека представува целосен и веројатностоен опис на неговиот 29 годишен мандат. Ова ќе го подкрепам со неговите зборови
септември 2012 година или пред повеќе од 2,5 години. Еве што тогаш градоначалник Оталевски речи. Од крајот на септември општина Бидола ќе почне дотациите што доаѓаат до училиштата од Министерството за образование да ги засилува со пари од буџетот на општината. Тоа ќе го направиме со одлука на Советот. Знаеме дека се работи за сериозен проблем, значи свесен буди го признал проблемот, кој не сакаме да се прекачи до разгребот на учениците. Амин. Така ќе биде до нова година. Ако проблемот не се реши, ние ќе се почнеме да помагаме. Така, по полека ќе стопиме во врската. Долго ќе биде саниран најмногу за 2 сезони. Која година сме? Од 2012 до 2015. Колку години помина? Кој си ја зеде таа врска? Ние? Вие? Директорите? Не. Градоначалник Оталевски си ја зеде таа врска. Повторувам, така по полека ќе стопиме врската кон превозниците, долго ќе биде саниран најмногу за 2 сезони. Да се подсетиме, во таа 2012 година долгот кон превозниците беше 1,2 милиони евра, а купниот долг околу 1,8 милиони евра. За денес, не само што не сме ја стопиле во врската кон превозниците кој што најави Талевски, туку вкупниот долг ближи кон 2 милиони евра. Само за илустрација, медицинското и долната гимназија должат над 800.000. Што се однесува пак, ова е повторно цитат од Талевски, до долговите од училиштата кон јавните предпријатија во градот, тоа ќе го направиме со договор. Училиштата прво да ги платат долговите кон превозниците и за гориво, а потоа и сметките кон комуналните предпријатија. Од една влага во друга влага. Пак неколку илустрации. Гоце Делчев поручи 506.000 за водовод и канализација. Стип Наумов 130.000 денари. Коле Канински 2,2 милиони денари за водовод и канализација. И да не продолжувам понатаму. Кај е Талевски сега да ни даде објаснување што мислам со тоа што го кажувам? Дали бил сериозен? Воопшто немам намера ни да го питам, знам дека нема да се јави. Од пред неколку месеци тој апсолутно ги избегнува седниците на градскиот совет. Ете така, почитувана јавност, ВМРО ДПМН председник градоначалник Оталевски ја практикуваат, ја менаџираат локалната власт. На овој начин унапредуваме, ама буквално се што е под ингеренција на локалната самоуправа, вклучително и образование. Жално, ама навистина очекувам дека и нове ќе буде до крајот и конечно некоја по-способна, по-совесна, по-домаќинска власт ќе ги реши напластените проблеми. Благодарам.